До вчера редици луѓе во преполните продавници, а денеска семеен ручек и разменување подароци. Ова е дел од вообичаената божикна традиција, што се негува и кај јужниот сосед. Петгодишната криза произведе многу бездомници и многу гладни и ја претвори Атина во град на големи контрасти. На само неколку минути одовде од центарот и од блескавите светилки, излози и насмевки се наоѓаат некои од најсиромашните и најозлогласени квартови во Атина. Екипата на македонската радиотелевизија појде токму во овие делови од грчката престолнина. Разговаравме со најранливите, со оние без покрив над главата и со оние што не може да си дозволат ниту еден оброк. Живеам на улица веќе 2,5 години. Вели за МРТ овој грк зависник од хероин, одговарајќи зашто божикното утро го минува на улица. Ме нагасане, ме пиране си δουλειά χαμπάρια, με σταματήσανε. Ζούσα με τη μητέρα μου. Пефани митера му, ке телиша ќе го. Додека тој раскажуваше неговиот пријател насреде улица и среде бел ден, си ја вбризгуваше дозата хероин. Нашиот соговорник ни откри дека станува збор за мигрант кој што е заболен од сида. Во овој кварт има многу мигранти кои што намерно се заразуваат со ХИВ вирусот, за потоа да добиваат по 700 евра месечно од државата, ни откри нашиот соговорник. Овој човек ја загубил работата поради кризата, немал пари да плаќа кирија и сега веќе 1 година живее на улица. Божитниот ден го поминува во народната кујна, во чиј двор огромен број λούγε τσίκα τόπο λόμπροκ. Εντάξει, απλά κρατιέμαι γιατί δεν έχω, σου λέω, ούτε αλκοολικός είμαι, ούτε ναρκωτικά παίρνω, απλά στηρίζομαι ακόμα. Εγώ ψάχνω να βρω δουλειά απλώς. Оваа народна кујна е под надлежност на градот Атина. Божитниот оброк традиционално го организираат во посебна празнична атмосфера, а присутните добиваат и подароци. We are here working for Christmas, me and all the other employees of the foundation, waiting for the people to come here and enjoy Christmas Day. How much the number of people who are visiting the kitchen has increased since the crisis has begun? It's about 25% increase. Домот, семејството, пријателите и здравјето се работите што најчесто се земаат здраво за готово. Но се чини дека ваквите тажни човечки судбини имаат моќ да разбудат помалку заспаната благодарност во луѓето. Од Атина за македонската радиотелевизија, Марија Котовска.